Ова програм, односно аплетче, го пресметаме најмал заеднички содржател на два броеви. Пресметување на најмал заеднички содржател се користи најповеќе кај собирање и вадење на дробки, каде што ни треба најмал заеднички именител. А најмал заеднички именител е најмал заеднички содржател на именителите. Да видиме како работи програмчето. Да предпоставаме дека првата задача е да се најде најмал заеднички содржател на броевите 6 и 14. Кликнеме во првото поле, пишеме тоа што е тамо, пишеме 6, удраме Enter. Кликнеме во второто поле, бришеме тоа што е тамо, пишеме 14, кликнеме Enter. Доколку сакаме да провериме, односно непосредно да се пресмети НЗС на 6 и 14, чекираме тука, значи НЗС на 6 и 14 е 42. Доколку сакаме да провериме или да видиме начинот на пресметување, најпрво ни треба простите множители на двата броеви, значи на 6 се 2 и 3, на 14 се 2 и 7, ова заедно имат двојка, значи ова е НЗД на 6 и 14, ги пишеме броевите 2, 3, 2, 7, искртнеме едната двојка и добиваме 2, 3, 7, односно 2 по 3 е 6, по 7, 42. Доколку ни треба најмал заеднички содржател на три броеви, на пример, првено ова да исклучиме, броевите 15, 22 и 26, ги ставаме првите два броеви натрад, значи 15, Enter, па 22, Enter, и го најдеме НЗС на тие два броеви, 330, да забележиме дека ова е производот на 15 и 22. Зошто? Бидејќи простите множители на 15 се 3 и 5, простите множители на 22 се 2 и 11, немаат заеднички множители, да видиме тоа, значи празно множество, така да овие два броеви се релативно просто и нивната најмал заеднички содржател е производот. Значи сите 2, 3, 5, 11. Главно добивме 330. Сега се враќаме да го најдеме за третиот број. Тука пишеме 330, а третиот број ни беше 26. И испаѓа дека на трите броеви 15, 22 и 26 најмал заеднички содржател е 4290. Како и кај НЗД, можеме да внесеме и негативни броеви. Значи, сега нека ни е задачата да најдеме најмал заеднички содржател на 56 и минус 70. Кликнеме во првото поле, 56, Enter, во второто поле, минус 70 и Enter, и најмал заеднички содржател на тие два броеви, секогаш е позитивен број, е 280. Односно, множителите се 2, 2, 2 и 7 за 56, 2, 5 и 7 и се разбира по минус 1 за 70. Значи заеднички имат една двојка и една седумка. И кога ќе ги пишеме сите 7 броеви, па ги скртнеме двојка и седумка, останаме со 3 двојки, една петка и една седумка. 2 по 2 4, по 2 8, по 5 40, по 7 280. Така се пресметува и најмал заеднички содржател и така се користи програмчето.